А како и секоја година, така и ова, експертите со препораки како првата гледка во новата 2019 година да не ви биде собата во клиниката за токсикологија. Се наоѓаме во една болница каде што ќе поразговараме повеќе со професор доктор Јордан Богат Хаджи. Професор Јоци е сасвим инаф за денес. Океј, професор Јоци. Професор Јоци, кажете ми што ќе ги советувате гледачите за како така да запамтат некако новогодишната вечер? Да, во очи на нова година редно би било да се даде едно мало предупредување како за младите, така и за тие што планираат да консумираат алкохол, а по кој редослед да пијат, како да јадат, како би избегнале некакви си последици во смисла на токсикологија и слично. Значи, најубаво е ако може да не се мешаат пијалоци, да се тера. Ако сфатиш раке, онда шивај само со ракија или пивце или едно пиво, две со вино да не се меша исто. Ако фати некој, мислам, бело, нека тера само водка, значи ако не е обоена течност и шприцери и све тоа. Исто што се однесува до младите за да може да пијат, добро е и да може да јадат, например. Добро е да знаат со што се значи да јадат месо, да јадат благо, да имаат подлога за ако дојде до не дај Боже да се поврати, ако е гладен нема што да поврати, ако повраќаш више, онда они мора да внимаваат да повракат на некоја мазна површина, да речеме на плочици или на паркет или ламинат, зашто тоа полесно се чисти со џогерица, со сунгерче, ако поврача на килим или онда, тоа се више последици од сосема друга провиненција. А обратно, кога паѓа, да речеме, да гледа ако доаѓа унесец, да паѓа на мекано, а да не паѓа на плочици, значи да нема забуд. Пошто е нова година, ја исто ви дала еден савет. Убаво да се облечат, сепак е тоа свечен чин, мислам, ова. Например, вие, господјо, одлично оваа црвена боја, ова е тренд најмога. И косата ви е изванредна, и карминче црвено се стајла. Така да сега сиво со жолто убаво се комбинира. Реверите кај машите со треба да бидат малку нагласени, може и машна. И после кој ќе дојде, мислам, до оро и слично може да се отфрли и така. И апел до младите да не бацаат петарди многу, зашто знае да повреди и друго. Абе, не ли ти рекол да не станаш од кревет? Ај тамо. Што е ова? Само ме замолива. Абе, немој тука замолија и врати го мантилот на доктор Радица. Да. Полека, да не се повредиш. Не, никако, мислам. Никако, Пази, ви реков ќе дојде докторот за интервју. Абе, не ја пи инфузијата, бе, ало! Се пациенти. Студио? Фала ти, Салфетка, за овие совети кои се надеваме им користеа на нашите гледачи кои планираат да се дружат со чашката за време на најлудата